Почитувани граѓани, почитувани медиуми, отсуството на срам за сите случувања изминативе 4 години во СДСМ и вклучително кај нивниот водач Зоран Заев, а вклучително и кај неговите протагонисти чии фотели и бизниси зависат од власта и столчето на Зоран Заев, е највисок чин на потврда дека Република Македонија е водена од мафија по теркот на јужноамеричките наркокартели кои што знаеме како функционираат. Најпрвин, СДСМ како влада, како политичка партија, крадеа изборни процеси, знаете, со гласање на секои 4 секунди, што е невозможно, потоа почнаа да шверцуваат дрога преку државни органи и ресурси, каде што директно роднина од семејството Заеви на Зоран Заев беше вклучен во истото, за на крај, каде што целата јавност остана вчудо невидена, да киднапираат пратеници за да ја задржат власта преку која крадат, пустошат, малтретираат и го одржуваат жив хибридниот режим кој што самите го створија. Почитувани граѓани, за сето ова е виновен Зоран Заев. Република Македонија е водена од наркокартелот Заеви и тоа веќе се потврди откако почнаа да киднапираат пратеници. Зоран Заев е лидер на наркокартел, а не на влада која што треба да работи за доброто на граѓаните. Тој единствено работи за интересите на наркокартелот и мафијата. Најпрвин да се разбереме, граѓаните одлучија дека се против оваа влада предводена од СДСМ и тоа одлучија на локалните избори, каде што ВМРО ДПМН победи со 100.000 разлика и го поразија граѓаните расипничкото и мафијашкото владење на СДСМ. Овој резултат е еден од најголемите порази во историјата на функционирањето на СДСМ како политичка партија. Зоран Заев и СДСМ се најголемите лузери и губитници на овие избори, каде што на површини излегоа сите нивни фекалии и криминали од изминативе години. Целото ова претање, мачење и киднапирање од нивна страна само го одложува нивниот пат, кој што повеќе се одложува, толку повеќе ќе биде поболен. Зоран Заев, бидејќи е свесен дека е криминалец и народот бара да биде сменет, со што и народот и граѓаните самите покажаа на овие локални избори, не им веруваше на собствените пратеници и не ги пушти да влезат во собраниската сала и да го поддржат неговото владење. Веќе не е во прашање политика. Не е во прашање партијата или кожата на криминалците од СДСМ и кожата на Зоран Заев, веќе е во прашање иднината на државата, иднината на граѓаните, иднината на генерациите кои што следат, бидејќи СДСМ ја уништија економски, ја оплячка и ја опустошија Република Македонија. Почитувани граѓани, ако го погледнете на сликите лузерот Зоран Заев, сите ќе сватите дека тој е очаен човек во агонија кој заради тоа што е киднапиран од собствените криминални пориви, мораше да киднапира како човек кој што е на власт, како премиер, да киднапира пратеник за да се спаси од одговорност, но да се спаси од одговорност на некое време, не за секогаш. Ако Зоран Заев ја киднапира СДСМ како партија и не сака да испорача оставката, верувајте дека народот и граѓаните се тие кои што ќе му испорачаат оставката и ќе го пратат во политичката историја. Би сакал да упатам една порака до оние кои што се сметаат за честни функционери на СДСМ или социјалдемократи, како милуваат да се наречат. Жалосно е да го браните од петни жили најголемиот криминалец Зоран Заев во историјата на Република Македонија, бидејќи со тоа што го браните криминалот и што го браните Зоран Заев, се согласувате дека никој не треба да сноси одговорност за 14 животи, односно луѓе изгорени во Тетовската болница, тоа значи дека се согласувате со шверцот на дрога кој што го прават државните органи и кој што го прави наркокартелот на власт преку државните ресурси, дека се согласувате со хибридниот режим во кој што живеат граѓаните и во кој што страдаат граѓаните. За крај, една порака до СДСМ, одговорност мора да има и одговорност ќе има. Без разлика колку и да киднапирате пратеници, одговорност ќе има. Дали сега
или понатака, одговорноста ќе има. Но, што побрзо Зоран Заев си ја даде ветената оставка за изгубените избори, бидејќи самиот вети дека ќе си даде оставка и ќе ослободи Македонија доколку граѓаните и ВМРО ДПМН го поразат на изборите, толку побрзо ќе ослободи државата од неговите криминални пориви и од оваа мафија која што владее со Република Македонија. Благодарам.